Македонија има најдобри економски резултати од 6 земји во регионот и е со право со најголема буџетска поддршка од Европската Унија, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски, потенцирајќи ги економските резултати во државата, но и деструктивното однесување на опозицијата. Атмосферата во опозицијата е една специфична и како резултат на таа специфична атмосфера понекогаш имаме во текот на денот различни ставови за една иста тема, а понекогаш дури и тие самите се доведени во ситуација да се демантираат во текот на денот. Според Мицкоски, фактите се следните. Фактите се дека рековме дека од последни во групата Западен Балкан 6 ќе бидеме први. Се зафативме со жестока работа веднаш по завршувањето на локалните избори и еве веќе во оној јануарски извештај ние сме први. Сега следи јунскиот извештај на крај од јуни. Имаме интензивна комуникација со господинот Герт Јан Копман. Работиме сите портфолија во рамките на владата и очекувам оваа позиција да ја потврдиме и сега после јунскиот извештај и овие 31 милион кои што се директна буџетска поддршка на крајот од годината да се приближиме до бројката 100. Директна буџетска поддршка кога на тоа ќе се додадат и финансирањата и средствата предвидени за проекти, таа бројка ќе биде неколку стотици милиони евра. Мицкоски со порака до оние кои се молат државата да не успее. За жал имам лоша вест за нив, ќе мора да сведочат на многу успеси кои што ги прави оваа влада. Се сеќавате како ликуваа кога излезе кај за нив омилените бугарски медиуми она интервју на известувачот Вајц, па потоа никаде ги нема тие глодари да излезат и да го коментираат интервјуто на господинот Вајц кога јасно кажа дека има реформи кои што впрочем со овој извештај и Европската комисија го потврди. Се сеќавате ни велеа ќе доаѓал бран на мигранти. Еве, дојде мај месец, ке помине и мај месец, они велеа од април, па нема ни мигрант, односно мигрант како резултат на оној договор со Обединетото кралство. Се сеќавате, минатата година водеа кампања само што не сме банкротирале, а ние денеска велиме дека и покрај сите предизвици во светот и во Европа имаме успеси во македонската економија и според растот на бруто домашниот производ сме во првите 3, во првите 5 во Европа. Опозицијата на чело со СДСМ не учествува во работата на Комисијата за финансирање и буџет, поради што избран е нов председавач и можноста за донесување заклучоци е отворена. Во конкретниот случај станува збор за заем од 260 милиони евра, за што опозициониот лидер Венко Филипче се противи. Секојдневно гледаме како владата на Христијан Мицкоски ја турка земја во должничко ропство. Последниот предлог да се земат 300 милиони евра од банки, кои на владата не ги дозволија, што укажува на веќе сомнеш во нашиот кредитен рейтинг. Имено конзорциум на банки дозволија кредит од само 260 милиони евра. Со ужасно голема каматна стапка од близу 4,5%. Првото прашање кое што се поставува е каде одат овие пари. Нема редовна исплата на плати по јавните институции. Нема ниту размислување, а камоли најава за зголемување на минималната плата. Се касни со социјалните трансфери, се касни со повратот на ДДВ и кај компаниите кои што се месечни и тромесечни обврзници. Дополнително, СДСМ се заканија и со кривична пријава и интерпелација против председателот на Собранието Африм Гаши, кој според нив постапил спротивно собранискиот деловник. Скандал кој што не е нов и кој што председателот на Собранието веќе во континуитет го спроведува, а тоа е да, кршејќи го деловникот, закажува состанок на Комисијата за финансирање и буџет, комисија која што ја води нашата пратеничка, Сања Лукаревска, и покрај тоа што е таа тука и не е одсутна, а деловникот тоа не го дозволува, кога пратеникот е тука, тој задолжува друг пратеник да ја води оваа комисија. Имајќи предвид дека ова е веќе пракса на председателот на Собранието Африм Гаши и со тоа го крши
деловникот најавуваме дека ќе поднесеме кривична пријава и интерпелација за претседателот на собранието. Македонија не смее да подклекне поради криминалното минато на Филипче Изаев, кој поради власти и амнестија бие однеле државата во амбис. Се обратија денеска од ВМРО ДПМН на пресконференција. Од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија денеска реагираа дека новиот обвинител Савевски е на линија со Мицкоски. Македонија не смее да подклекне поради криминалното минато на Филипче Изаев, кој поради власт и амнестија бија однеле државата во амбис. Филипче Изаев веќе еднаш го променија уставот и го продадоа името за така наречен влез во Европската Унија, што секако не го добија. За сега повторно, доколку имаат можност да направат нова отстапка на штета на Македонија, а тоа е внесување на бугари во уставот, со што би се отвориле нови блокади или вета од бугарските власти. На Филипче му е јасно дека со ваков незначителен рейтинг, распадната партија и некомпетентност, единствен начин за тоа како би можел да дојде на власт е со слугување на други држави и нивните власти. Ало Савевски, обвинителот кој е на телефонска линија со Мицковски, уште еднаш докажа зошто е поставен. Да ги следи само на рачките на ВМРО ОКГ, да одработува и да спасува од одговорност. За само 2 недели експресно донел решение за отфрлање на кривичната пријава што ја поднесе СДСМ против Христијан Мицковски. Бидејќи пријавените кривични дела не се дела кои се гонат по службена должност, пишува во решението за отфрлање на пријавата. Замислете, не го викнале ниту на распит. Да го прашаат за чувствата и за тоа како од позиција на премиер јавно најавува кривични прогони, таргетира конкретни луѓе од опозицијата и нивните семејства со однапред напишани обвиненија. Има хирурзи кои земаат плата, а не оперираат, објави денеска директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски, наведувајќи ја и причината зошто. Ние имаме хирурзи кои не влегуваат во сала, мислам, не е непознато. Секаде има. Во основа, кога збориме за број на вработени, во скоро сите здравствени установи имаме веројатно вишок на доктори, а недостаток на медицински сестри и кадар за подршка на здравствената работа. Првиот човек на Фондот за здравствено осигурување објави дека за прв пат по 5 години бројот на вработени во македонското здравство е зголемен. Во 25-та година ние достигнавме скоро 19.000 вработени, што после 5 години, односно пред ковидот, е прво зголемување на бројот на вработени во јавното здравство. 24-те завршивме со 18.000 вработени. Значи, успеавме да го надоместиме бројот на одење во пензија и откази и да вработиме специјализанти и дел од договорците. Клековски изрази надеж, бројката од 19.000 вработени оваа година ќе биде надмината. Верувам дека во 26-та бројката ќе надмине 19.000 заради нашата посветеност да ги вработиме преостанатите договорци и новата група на специјализанти. За ова владата извои 1,5 милиарди денари за плати. Од кои во просек 25% се додатоци. Новиот биометриски систем за влез во Грција беа тема на состанокот одржан во Катерини на иницијатива на Сдруженијето на хотелиери на Пиерија и туристичките организации од областа. Председателот на Сдруженијето на хотелиери на Пиерија и втор подпредседател на Панхеленската федерација на хотелиери Ираклис Цитлакидис истакна дека воведувањето на ЕС е прашање од големо економско, туристичко и национално значење и може сериозно да влијае на Грција, но и на регионот Пиерија, каде што патниот туризам сочинува повеќе од 70% од вкупниот туристички сообраќај, главно благодарение на гостите од балканските земји. Бараме или одложување на примената на ЕС системот за граѓани на трети земји кои влегуваат во Грција по пат од Србија и Северна Македонија, или доколку системот се воведе итно зајакнување на граничните премини со дополнителен персонал, техничка опрема и целосна оперативна подготовка, рече Цитлакидис.
Денес започнува гласањето за државјаните на Косово кои претходно се регистрирале да гласаат по пошта на изборите на 7 јуни. Се очекува околу 105.000 гласачи да го остварат своето право на глас по пошта на овие избори. Портпаролот на Централната изборна комисија, Валмир Елеци, од Центарот за броење и резултати, каде што изборната служба на оваа институција ги подготвувала последните пакети со гласачки ливчиња, што ќе бидат испратени до регистрираните гласачи, соопшти дека до средата ЦИК подготвила 75.000 индивидуални пакети кои се очекуваат да бидат дистрибуирани од 21 мај, односно денес, додека околу 30.000 други били испратени во четврток. Гласањето по пошта ќе заврши на 6 јуни. Црна Гора денеска го одбележува Денот на независноста и 20 години од обновата на државната самостојност на референдумот од 21 мај 2006 година со бројни свечености, концерти и пораки од официјалните лица, дека европскиот пат, граѓанското единство и заекнувањето на институциите остануваат клучни приоритети на државата. На референдумот во 2006 година граѓаните се изјаснуваа за тоа дали државата треба да ја обнови независноста и да излезе од државната заедница со Србија. За обнова на независноста тогаш гласаа 55,5% од граѓаните, додека 44,5% гласаа за останување во заедницата. Денот на независноста беше одбележан синоќа со концерти, огномити и баклијади ширум земјата. Општина Карбинци одбележува 30 години од постоењето. Денеска на патрониот празник на општината Спасовден, а по тој повод беше одржана свечена седница, а се реализира и богато културно-уметничка програма, која беше отворена со настап на учениците од основното училиште Страшо Пинџур. На присутните им се обратија председавачот на Советот Стефан Петровски и градоначалникот Виктор Паунов. Денес, после 30 години, со гордост можеме да кажеме дека општина Карбинци е општина со развој. Денес во општината можеме да се пофалиме со модерна инфраструктурна мрежа, канализациони системи, водоводни системи, улично осветлување и безброј многу проекти кои што помагаат во подобрувањето на секојдневниот живот на граѓаните во општина Карбинци. Да се има општина е привилегија, но и голема одговорност. Пред точно 30 години идејата, желбата и визијата за еднината се преточи во формирање на општина која денес представува гордост за сите нас. Институција низ која во овие 30 години поминаа многу важни одлуки, тешки моменти, но и многу позитивни работи кои денес сите нас не прават горди жители на Карбинци. Создавањето на општина Карбинци е основна заслуга на петмина нејзини жители: Ѓоше Манев, Делче Стоилов, Александар Бурич, Боро Левков и Никола Манев. Дали очекувањата се остварени? Визите што ги замислува општината од почетокот беа тешки, меѓутоа остварливи. Тешките работи поминаа, почетокот беше најтежок во првите години, седиште, условите слаби беа во општините, во селата Карбинци, Крупише и сите поради Плачковичкиот регион, меѓутоа визијата се оствари по сите граничаници што беа, некој потешко, некој подобро, важно се исполни условите за реализација на жителите на општина Карбинци. За граѓаните да се има своја општина е огромна придобивка. За нас како население од општина Карбинци многу значи што се имаме своја општина, затоа што пред тоа, значи се беше концентрирано во Штип. Сега сите активности се одвиват овде во нашата општина. И финансски, и комунално, и инфраструктурно. И за мене лично како граѓанин значи многу тоа е гордост и привилегија и многу успеси и работи што ги постигнаме за овие години. Општина значи да имаш дом. Фактично да имаш дом. Доколку си успешен дома, ќе си успешен и во општината. Одбележувањето на големиот јубилеј и патрониот празник Спасовден се одвива со серија од програмски активности, а главниот настан е концерт на Гоца Тражан. Градоначалникот на Штип Иван Јорданов денес соопшти директорска промена во двете градинки. Нов директор во градинката Астибо е Ивана Ангеличкова, која досега беше директор на градинката Вераце Ривиери Трена. А таму за ВД директор е назначена Ана Јакимова.
Градоначалникот Иван Јорданов на пресконференција ги посочи причините за промената. Незадоволството му е лично од досегашното работење на досегашниот директор на Астибовата градинка и сомнежот во неговото финансиско работење. Чекорите кои ќе бидат превземени во периодот кој што следи е новото раководство да направи комплетна ревизија на досегашното работење со пријава до надлежните институции, до Државен завод за ревизија, да се направи една анализа на финансиското работење на досегашниот директор на детската градинка Астибо. Она кое што е моја надлежност е да направам чекор кој веќе го направив со смена на директорската позиција, а надлежноста на релевантните институции очекувам да во јавноста биде проследена во наредните недели и денови, затоа што тие треба да утврдат одговорност доколку ја има. Јорданов денес со апел до останатите одговорни лица. Она кое што сакам да го превземам и да апелирам до сите останати чинители во функционирањето на локалната самоуправа е дека нема да дозволам неодговорно однесување на ниту еден функционер на локално ниво, затоа што сите ние имаме одговорност да бидеме сервис према граѓаните и одговорно да се однесуваме со позициите кои ги носиме. Протестен марш одржаа денес учениците од Државното средно училиште Колен Ехтенин во Штип против семејното и сите други видови насилства и пороци како алкохол, дрога, коцка и игри на среќа. Пораката од овој марш е подобар живот, како сузбивање на пороците, дрога, пушење, коцкање исто така, но пред се треба да започне и од нас помладите, не само од постарите. Маршот не треба да биде единствениот чекор за искоренување на пророците, туку очекуваме и голем број на други мисии со помош на кој ќе се стави крај на ова. Не само во здравството, туку и ние, неви помалите, треба да се стремиме да ги неви се помалку да бидат застапени овие пороци. Што потенцираше денешниот ден и масовниот протест. До денес еве ние пренесуваме пораката, односно учениците ја пренесуваат пораката кон своите сокласници, зошто да се спречи, како да се спречи малолетничката деликвенција. Целта на денешниот марш е учениците да го подигнат својот глас за да се стави стоп за семејното насилство, да се стави стоп на пороците, алкохол, дрога, коцка, тоа е игри на среќа. Зошто? Затоа што знаеме дека проблемот не е само на учениците или на поединците, туку проблемот е глобален и за семејството, и за еднината, и за желбите на учениците понатаму. Протестниот марш се спроведе од училиштето Колен Ехтенин па се до центарот на Штип и обратно. И тоа е финален дел од проектот Превенција од малолетничка деликвенција одобрен од Министерството за образование. Во контекст на истиот проект во изминатиот период, а во соработка со СВР Штип, беа одржани повеќе работилници и консултативни средби. Книга за идентитетските јазли во средниот век и македонската посебност од професор доктор Стојко Стојков беше промовирана денес на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И тоа е книга која што е посветена на идентитетските јазли во средниот век. Темата е многу актуелна сега, меѓутоа не беше тоа причината да се напише книгата. Всушност јас почнав да ја пишувам уште во минатиот милениум во 1999 година, така што е едно животно прашање и определба се вика многоимените други, Македонија како пресечна точка на другоста на средновековниот Балкан и идејата која што стои позади овој наслов е дека во средниот век сите писмени елити во соседството ги гледале луѓето во Македонија и пошироко како други, како различни. Кои се клучните застапени прашања во книгата? Клучни прашања како словените и словенството на Балканот, влијанието на една мокна империја како Византија, исто така тука и Бугарското царство. Сите овие аспекти се истражени на најмодерен начин со последните достигнувања од науката и сметам дека тоа е еден важен принос во нашата наука, нешто кое што одамна недостасуваше и нешто кое што е еден чекор напред и после кој што ќе следат уште чекори. Може ли да се каже, професор, дека оваа книга е на некој начин еден логичен след на се оно што е ваша мисија во борба за откривање историски податоци за Македонија, за македонизмот, за се оно што вие го имате како своја животна мисија и делување? За мене тоа е животна определба, уште од мал живее во средина каде што дали постојат македонци или не беше спорно прашање, мислам официјално беше негирано во Пиринска Македонија во Бугарија, меѓутоа јас можев да видам дека всушност
тоа не е така, луѓето многу од не се сметаат за македонци и ова роди една љубопитност која што продолжува до сега веќе 40 години и на која што јас посветив целиот живот не со желба нешто да докажам, а со желба да ја открием вистината, бидејќи именно вистината ослободува. Штип годинава по 9 пат е домаќин и организатор на познатиот меѓународен фестивал на камерни хорови Астибофест, кој ќе се одржи на 23 мај во Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Со големо задоволство го најавувам меѓународниот фестивал на камерни хорови Астибофест, кој по 9 пат ќе се одржи во Центар за култура Ацо Шопов на 23 мај оваа сабота со почеток во 19:30. Влезот е слободен. Како уметнички директор на фестивалот упатувам голема благодарност до Министерство за култура и туризам на Република Македонија, кој со години наназад го препознава овој настан како проект од национален интерес. Потоа благодарност до општина Штип која финансиски го подпомогна фестивалот, на Центар за култура Ацо Шопов од Штип кој 4 години веќе е коорганизатор на нашиот фестивал и на фирми од Штип кои се пријатели на нашиот фестивал, кои знаат дека културата не е профитабилна дејност, но е суштински важна за духовниот развој на човекот. Како и секоја година, на фестивалот се најавува учество на камерни хорови од и надвор од државата. На фестивалот ќе земат учество реномирани хорови од Републиката и од странство. Меѓу сите тие на прво место Мешен хор Вардар од Скопје, Кочо Рацин Скопје, Менаво Тетово, Мешен градски хор Балтепе Тетово и хор од Република Србија Јагодина. Фестивалот ќе се одржи на 23 мај во Домот на културата Ацо Шопов. Значи ги покануваме сите љубители на хорското пеење да поведат оваа сабота на 23 мај во 19:30 часот во големата сала на Центарот за култура Ацо Шопов и да бидат сведоци на едно прекрасно хорско уживање. Штип денеска одбележа 83 години од денот на загинувањето на дел од борците од вториот плачковички партизански одред Гоце Делчев, кои ги положиле своите животи за време на Втората светска војна на местото Вршидол, Виничко. Денеска се собраме тука пред спомен-пистата на народниот херој Ванчо Пркен, за да одбележиме 83 години од загинувањето на Грото во вториот плачковички партизански одред Гоце Делчев, кога загина Ванчо Пркен, Бошо Арсов, Никола Нехтени Ѓорѓиев, Митко Цецов, Александар Питрев, Вачо Питано, во Вршидол, Виничко на 21 мај 1943 година. Одбележувањето започна пред алијата на народните херои во центарот на Штип, како и пред спомен бистите на Тоша Арсов и Никола Нехтенин, патроните на училиштата кои ги носат нивните имиња, каде со рецитали на ученици и полагање букити и свежо цвеќе се одбележа споменот на народните херои. Кога возачите влегуваа во Глад Сахе во близина на Копенхаген, Данска, пронајдоа дел од прометна улица осветлена со темно-црвена светлина. Фредерикс Борговеј изгледаше речиси нереално, како некој да ставил црвен филтер врз него, зошто еден град би обил пат во црвена боја. Новото улично осветлување е насочена мерка за намалување на светлосното загадување, а воедно и одражување на функционалноста на патот за луѓето, особено таму каде што предградијата се среќаваат со густо зеленило. Светлосното загадување е вештачка светлина што се шири во текот на ноќта, го осветлува небото, создава одсјај и го оттежнува наоѓањето на навистина темни места. За луѓето ова може да значи понепријатни ноќи и полош сон, бидејќи силната светлина може да го наруши внатрешниот биолошки часовник на телото. За животните што зависат од темнината, за да се хранат и да се движат, ова може да ги промени областите во кои можат да живеат, дури ако зградите и дрвјата останат исти. Утре времето променливо со локални врнежи од дожд. Температурите ќе се искачат до 24 степен.
Ке дува засилен ветер со брзина од 30 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 63%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 24 степени, Пробиштип 22, Чишиново, Облешово и Кочани со по 23 степени. Во Веница, Македонска Каменица, температурата до 21 степен, во Делчево до 22, во Пехчево 18, а во Берово максимални 19 степени. Православните верници утре се исполнуваат за преносот на моштите на Свети Николај, чудотворец Мериклиски. Католиците се исполнуваат за Рита.